Овие добри совети ќе ги надополниме и со следниот разговор кој што ќе го имаме во продолжение. Војкот сме на една летна сезона, сонцето го имаме во изобилие, тоа е и главниот извор на витаминот D. Меѓутоа, тоа е витамин кој што многу ни е потребен нели на сите нас луѓето, овиот организам за добро да функционираме, да имаме здрави коски, силни коски, цврсти и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, често знаеме да зборуваме и за штетното влијание на сонцето. Па постојат и многу дилеми околу тоа како да се однесуваме кога сме нели во најтоплите или најжешките летни денови. Тоа денеска ќе ни биде во фокуси внимание за улогата, за влијанието на D3 витаминот во исхраната и генерално во животот на луѓето, со оглед на тоа што некако ја споменавме ситуацијата со коронавирусот, голем дел од луѓето во дел од своите суплементи го додадоа токму и D3. Малку повеќе за оваа проблематика денеска со мојот следен соговорник, господинот или доктор Даниел Јакимовски, кој што инаку е специјалист по општа хирургија и субспецијалист по травматологија. Доктор Даниел, добро утро. Добро утро. Темата ни е актуелна. Летната сезона е и тоа како започната. Голем дел од луѓето веќе си ги користат своите летни одмори. Сонцето го имаме во изобилие, му се радуваме, главниот извор нели на витаминот D, но од друга страна и доста штетно. Некако сите овие теми ги начнавме ние и пред малку зад камери, ама сега за гледачите заеднички ќе ги доловиме. Прво да ги расчистиме дилемите. Многу се зборува дали е хормон или е витамин D. Така, витаминот D, поготово витаминот D3 кој е битен за нас, луѓето, тој е витамин пред се, али заради својот статус кој го има во целокупниот развој на човековото тело го добил статус на хормон. Уствари без него не би можел да биде развитокот на човековото тело. Да функционира се онака како што треба. Така, да. Така за тоа и го добил називот хормон затоа што е есенцијален во развојот на поготово на младата популација и нормално и окупната популација. Да, многу често велиме, односно веројатно првата асоциација за витаминот D е нели здрави коски, силни коски, здрави заби и така натаму. Меѓутоа јас верувам, како што споменавте и вие, дека е нели важен за целокупниот човеков раст и развој. Од која сте можеби клучен овој витамин или неговата, кој е главното влијание во нашиот организам? Така, витаминот D, главната улога негова е уствари да ја подпомогне, ја помага ресорбцијата, апсорбцијата на калциумот, магнезиумот и фосфатите во дигестивниот систем, односно во цревата. Така да ние без разлика колкава количина внесуваме на калциум во нашиот организам, доколку немаме витамин D, внес на витамин D одредена количина, ресорбцијата на калциумот би била многу минимална, некаде 15% од максималниот внес на калциум би бил доколку ние би немале витамин D3. Витаминот D3 како витамин е многу оскуден во исхраната, го нема во многу производи, најмногу го има во рибата, во телешкиот джигер, во жолчките на јајцата, ама тоа се мали количини и доколку ние би сакале да го внесеме дневниот внес на витамин D во нашето тело, треба да земеме огромни количини на овие. Треба многу да јадеме тоа, но од друга страна па друго нешто може да наштетиме со толку многу. Да, ама мислам и нема теоретски вака не е некако возможно. Не е возможно. Да, така да главен извор на витаминот D3 за човековото тело е сонцето. Уствари под влијание на UV зраците настанува под дејство на фотосинтеза настанува негова синтеза во долните слоеви на епидермисот. И така да ние го добиваме најмногу од изложеноста на сонце. Сега тука е прашањето. Сега да дојде време, изложени сме на сонце. Да, изложени сме на сонце. Имаме сонцето, ама сонцето е и штетно. Што значи тоа, како ние граѓаните или луѓето да се однесуваме во текот на овој летен период? Затоа што од друга страна нели велиме и постојано апелираме во оној најкритичен, најризичен период луѓето да не излегуваат, особено нели бремените жени, луѓето кои што имаат некакви заболувања и така. Меѓутоа генерално ја би рекла дека и за здравите луѓе штетно е да се изложуваме во поголеми временски дози на нели во тој период од денот на штетното влијание на сонцето. Што значи тоа? Што е правилното? Така, правилното е вака, мислам сонцето да, штети поготово кога се во период
денот, да речеме, некој период од 12 до 4 часот, во кога е во најакиот зенит на своето зрачење. UV-зраците штетно влијаат на врз човековото тело, посебно врз кожата. Препораките се да се ставаат заштитни креми. Заштитните креми ја штитат кожата и не штитат од зрачењето, ама од друга страна па не дозволуваат UV-зраците да го извршат овој процес на синтеза на витаминот Д. Така да сега тука е прашањето плюс-минус. Генерално ние како држава, како Македонија сме изложени голем период, доста денови имаме сончеви. Сега тука е моментот, зависи колку сме изложени на сонце. Мислам, има луѓе кои работат во канцеларија од 8 до 4 до 5, така да поголеми сонце не гледаат, поголемиот дел од денот не се на сонце изложени. Од друга страна зависи колкав дел на телото е изложен на сонце, така да сите овие работи генерално за возрастната популација, односно за популацијата која е во средна некоја возраст, во текот на летните месеци не е потребна надокнада на витаминот, односно да се зема преку уста, да речам, на таблети. А доколку за децата до една годишна возраст е многу битно. Сега тука има разни прашања, дали треба да се зема во лето за деца до една година или не. И пајде да ги објасниме или разјасниме делимите. Вака, детето во првата година во должина во просек расте 25 до 30 см. И тоа е единствен период во животот на човекот кога расте толку брзо. Замислете вие 30 см да порасните, да речеме, од 16 до 17 години. Не се случува тоа. Така да во тој момент телото на детето троши екстремни количини на калциум за изградба на коските, на мускулите, на нервниот систем и на имуниот систем. Така да витаминот Д му е потребен. Така да ние препорачуваме, без разлика на лето или не, деца до една година да земаат минимум 400 интернационални единици на витамин Д на докнада, а во зависност доколку детето е понамно или тоа е сепак во договор со детски така и индивидуално ситуацијата, али во дози минимум 400 па до 800 па можда и до 1000 единици дневна доза. Така. Што после првата година? Велите до една година задолжително, меѓутоа јас често сум сведок и верувам и вие како медицинско лице дека во текот на првите тие неколку години децата постојано земаат или родителите им нудат D3 витамин, меѓутоа и подоцна во текот на животот како да станува неизбежен дел од секојдневната рутина примањето на D3. Треба ли и понатаму или има граница кога едноставно Не, граница нема. Мислам, возрастна граница нема и напротив, и по возрастната популација е добро да зема и треба да зема количини на витамин D3 за спречување на остеопорозата, затоа што игра улога во градбата на коската. Така да земањето на одредена количина, пак ви кажа, во зависност колку сме ние изложени на сонцето, али од друга страна пак го спречуваме со овие креми, со штитењето од сонце, така да моја препорака би било баре овие минимални дози да се земаат, поготово во детската возраст кога телото расти, мислам, без разлика што првата година толку расти и во другите години расти не со толкава брзина, ама но интензивен е растот во првите години од животот. Даниел, велите летен период е, луѓето одат и подмори, па и кога сме тука во градските подрачја каде што циркулираме и функционираме за завршување на работни уврски, сепак сме изложени на сонце. Меѓутоа, кремите и факторите кои што ги ставаме и користиме, спречуваат можеби изгореници, она штетното влијание на сонцето, меѓутоа од друга страна го спречуваат и примањето на Д витаминот. Како тука да се правилно да се однесуваме, ако има воопшто? Дали можеби во оние порани утренски часови кога сонцето не е толку јако, нема потреба од заштитни фактори или? Па да, доколку сонцето не е јако, нема потреба од заштитни фактори, можеме да се изложуваме на сонце. И добро дојдено е, така? Така, да, во овој случај најдобре дојдено. А покасно, мислам, во пожешкиот период на денот, кога се заштитуваме со заштитните фактори, се намалува влијанието на UV-зраците врз продукцијата, односно синтезата на витаминот D3, но сепак ја имаме ние таа синтеза, не е запрена комплетно, така да изложувањето на сонце е
и без разлика што сме заштитени, али сепак ви кажам, значи повозрастната популација која не се движи во овој период, сепак ние мораме и да се движиме заради нашите обврски дневни, али повозрастната популација која не е во движење, сепак треба да зема. Препорака би било 2000 единици да се зема за повозрастната популација, затоа што не е доволно изложена на сонце. Да. И во летниот период. Сепак да се заради заштита. Тоа се пациентите со остеопороза се со други терапии, мислам одредени од доктор кој ги води за таа проблематика, али она главна препорака за сите би била и лицата и помладите лица кои не се доволно изложени на сонце, 2000 единици да се зема дневен вес. Да. Па не, тоа е доволен внес, затоа што некој максимален внес што е препорачен се 4000 единици дневна доза. Така да ова е некоја средина и надокнадува дел изложеност и дел да му помогнеме на телото. Се балансира. Дали кај најмладите, дечињата, бебињата, имаме промена во суплементацијата кога е екот на летната сезона? Се намалува може би малку заради тоа што сонцето го имаме во поголеми количини, ама од друга страна пак за малите деца се вели да не се изложуваат на јакото сонце. Какви се тука размислувањата стручни? Бебешката, односно детската кожа на малите, поготово до првата година, е многу нежна и таа, мислам, тешко да изложиме на сонце без последици. Така да затоа викам, првата година ни е многу битна за суплементација. А после првата година, во зависност од развитокот на детето и во зависност од овие фактори кои ви кажав, изложеноста на сонце, динамиката на движење, се одредува некоја доза. Деца во школска возраст и не е потребно преку лето да се надокнадува. Обично ние препорачуваме некаде до мај-јуни да се зема надокнада на витаминот D3 и потоа да се почне од октомври. Така да затоа што летните месеци го имаме тука сонце. Па да, најдобриот децата се постојано надвор, мислам, бар ние бевме така, сега нови генерации не се многу. Добро, малку се размрдуваат нештата, па гледам дека повторно имаме деца кои што се активни и функционираат во надворешна средина, и тоа е оној простор каде што веројатно најдобро ќе се развијат. Некаде пред крајот не да го споменеме моментот со суплементацијата на сите граѓани, кои што некако во ерата на пандемијата, кога сите земавме најразлични суплементи со цел да си го кренеме имунитетот на што повисоко ниво, некако D3 беше задолжително. Зошто беше тоа така и зошто се уште е така? Затоа што некои луѓе од тогаш па се до денес ја тераат терапијата со D3. Да, витаминот D3 е една од улогите, мислам, ова му е доминантна улога на синтезата на усвари абсорбцијата на калциумот. За калциумот, така? Да, а друга улога има, значи, исто го постигнува имуниот систем да го буди имуниот систем да даде добар одговор. Така да и затоа се даваше за време на пандемијата и сега се продолжува. Додуша тие дози беа околу 4000 единици дневен внес, што мислам дека ако одиме за протективно е голема доза на дневен внес, поготово за летен период, така да ова доза од 2000 единици би била доволна, да речам, ако сакаме превентивно да земаме витамин D3. Со оглед на тоа што голем дел од луѓето и на своја рака почнаа да го земаат D3 витаминот, може ли да дојде до несакани последици по однос на здравјето од прекумерно дозање? Така, да. Можеме да се предозираме, сега тоа се големи дози. Обично се, ви кажав, дневниот ден се препорача на 4000 единици, правени се разни испитувања, некогаш и 50.000 единици не доведуваат до преоптерување на организмот, али нема тука некоја директна граница, сето е индивидуално во зависност од самиот човек, али да, до предозирање. Со сонце не можеме да се предозираме. Ама со суплементи можеме. Ама со суплементи да. Така да внимаваат колку внесуваат и ви кажав, препорачаната доза е таа и нема потреба, мислам, и фазла да внесуваме, мислам, џабе. Така е, да. На дневната доза ни е таа и треба да се почитува она што секогаш доктор ќе ни го наложи. Доктор Даниел, ви благодарам многу за овој кус разговор, меѓутоа важен и информативен за гледачите, со оглед на тоа што е лето и сонцето го имаме, да го искористиме најприродно
начин или најдобриот извор за витамин Д. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и вас. Вам ви благодарам за вниманието. Се разбира, останете тук.